Опозицијскиот лидер Венко Филипче смета дека историските спорови со Бугарија и работата на Мешовитата комисија не се дел од условите за продолжување на преговорите, туку билатерално прашање меѓу двете земји. Според него тоа го потврдила и претседателката Силјановска-Давкова во нејзиното последно интервју, во кое меѓу другото вели дека Македонија го губи времето на решавање историски прашања, бидејќи тие се исклучени од конститутивните акти на ЕУ и дека земјава треба да се концентрира на европеизација преку копенхашките критериуми. Филипче ваквата изјава на Силјановска-Давкова ја толкува како признание, но и потврда на она што СДСМ го говори подолг период и прашуваат дали претседателката сака да се приклучи на фронтот за вистина и правда. Прв пат некој од ВМРО јавно да го кажува она што ние во СДСМ, а сега и во големиот граѓански фронт го повторуваме веќе долго време. Историските спорови со Бугарија и работата на историската комисија не се дел од условите за продолжување на преговорите со Европската унија. Тоа е билатерално прашање меѓу Македонија и Бугарија, а не европски услов. Упорно објаснуваме дека реформите и копенхашките критериуми се европски барања, а не бугарско прашање и дека се клучни за продолжување на преговорите. Гордана, ви благодарам за вистината. Како професорка по право, се надевам дека наскоро ќе бидете и на страната на правдата, наведува Филипче во објава на социјалната мрежа X. Од кабинетот на Силјановска не го коментираат ставот на Филипче, додека од владеачката ВМРО ДПМН обвинуваат дека опозицијскиот лидер слугува на бугарските наместо на македонските интереси. Оттаму се настав дека внесувањето на бугарите во уставот нема да биде последното барање од Софија. Сметаат дека граѓаните ги поддржуваат надворешните политики на власта и се против уставни измени под бугарски диктат. Актуелното државно раководство на прво место ја става сопствената држава Македонија, сопствениот јазик, идентитет и се што е македонско. Дека политиката која се води е во вистинска насока, неделава покажа и истражувања на јавното мислење. Високи 80% се против вклучување на бугарите во уставот под диктат на официјална Софија. СДС мора да разбере дека со промовирање на идејата за бугари во устав не се става крај, туку само се отвораат низа на прашања и проблеми за Македонија. Дека уставните измени ќе бидат почеток, а не крај на барањата од официјална Софија, порача и премиерот Мицкоски по средбата на претседателката Силјановска-Давкова со незината бугарска колешка Илијана Јотова. Според Мицкоски на таков начин ќе се отвори Пандорината кутија, од која ќе произлезат низа други барања, а работата на историската комисија ќе биде само едно од нив.